Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со професор доктор Бети Андоновиќ од Технолошко-металуршкиот факултет, Боголјуб Стериоски од Македонското еколошко друштво и актерката Марија Јанчевска. Останете со нас до 11 часот. Добро утро и во овој дел од денот. Верувам дека заедно со нас сте уште од рано изутрина од 6:45, а во овој дел ваши домаќинки и на нашите гости ќе бидеме заедно со мојата колешка Милена. Милена, и официјално пред камерите. Добро утро. Добро утро, Александра, до тебе. За нашите гледачи, бидејќи во овој дел од емисијата се придружувам на оваа маса со прекрасни гости со кои што ќе имаме најразлични теми, убави поводи за нивните гостувања, малку повеќе околу тоа ќе ни кажеш ти, секако ќе ги најавиш, иако ги слушнавме во Форшпенот, но секако заслужуваат уште официјална најава. Како што е редот, како добри домаќинки, уште еднаш када се ги поздравиме во студиото, веднаш до мене професор доктор Бети Андоновиќ. Добро утро и добре ни дојдовте за прв пат во Здрава Македонија. Добро утро, добро ве најдов, многу ви благодарам за поканата и се надевам дека ќе биде интересен нашиот разговор. Верувам. На средина од ова интересно друштво, господинот Боголјуб Стериоски. Со вас се среќаваме честопати во интересни периоди од годината, но и денеска имаме убав повод. Добро утро и добре не дојдовте. Добро утро, многу ми е задоволство да гостувам во Канал 5 телевизија. Така. И на крај Марија Јанчевска. Добро утро и добре не дојде Марија. Добро утро и благодарам на поканата. Професор Бет, ќе започнам со вас затоа што имаме одличен повод. Во јавноста постојано се брануваат за жал негативни информации кога станува збор за образованието, но денес имаме извонреден повод за тоа што вие и вашиот тим го направи не само образованието гордо, туку и Македонија како држава, бидејќи професори кои замина на еминентен универзитет во Кембридж достигна значајно признание. Споделете ни малку повеќе за ова. Така е, ви благодарам за убавата најава. Точно, не секојдневна е ова информација, посебно за Македонија, бидејќи не слушаме секојдневно вакви вести. Нели, Кембридж, универзитетот во Кембридж е високо етаблиран и пред се ни беше голема чест што бевме поканети таму за да имаме предавање и да имаме постерска презентација на научна работа која што беше признаена како најдобра од сите таму постерски презентации. Значи, ја однесовме победата и тоа ни отвори многу врати понатаму во научна соработка со луѓе кои што се еминентни и од различни, не само од Кембридж, и од други држави како што се Кина, Полска и така натаму. Така. Кога се зборува за Кембридж, се зборува за високо профилиран универзитет признаен. Што значи се за вас заминувањето токму на овој универзитет? Самото заминување, како што кажав, за нас значи многу. Бидејќи да се биде поканет од таков универзитет, знаат луѓето кои што се занимаваат со наука, не е секојдневно. Значи, прво тоа. Второ, она што мене ми беше големо задоволство, што бевме поканети на конференција која што во моментов е тренд, да кажам, во светот и се занимава со технологии кои што се зелени технологии, зелени материјали, ревитализирање на планетата, циркуларна економија и така натаму. Тој концепт, како што беше таму, на таа конференција на која што бевме поканети, потполно се поклопува со концептот на конференцијата која што нашиот факултет уште минатата година ја започна и сега веќе секоја година се одржува потполно со истиот концепт. Значи, спој на академија со бизнис заедница. Така. Допрва ќе зборуваме за универзитетите и зона од каде што ни доаѓате, но малку повеќе на младите, на оно што го прави Марија денес. Како да ви се обратам? Сандра, Елена, многу улоги, многу популарни улоги. Мислам дека допрва ќе блеснете и на светската сцена, бидејќи сте дама од Македонија со светски квалитети. Но која е вистински Марија? Кога не е во улога, кога не е во одредена серија, филм или пак можеби на театарска сцена? Ви благодарам прво на прекрасната најава. Се надевам дека ме чека нешто да речеме светла иднина. Која е Марија? Тоа прашање ми го поставували уште од многу мала и некако секогаш кога сум се прашувала и уште од мала бидејќи сум на сцена и пред камера, сепак останувам на тоа дека и тоа што е Марија приватно, е Марија и пред камера, е Марија и позади сега диџеј пулт, и Марија кога пишува и се понатаму. Впрочем,
реално сум една многу хиперактивна особа, многу ведра би се опишала, полна со енергија и така натаму. Реткост сте за денешната генерација, бидејќи доаѓате од една сосема нова генерација со која што набрзо Милена мислам дека нема ни да се разбираме, Се надевам дека нема да биде така, се обидуваме ние да ги следиме, Да ги следиме трендови, да, но Марија убаво ни се опиша, но имаме уште едно интересно видео кое што го извадивме од социјалните мрежи, за кое што зборовите кои што таа ги кажа, можеби се идентични кога ги каже на своите 13 години. Една убава и инспиративна порака од оваа дама на низини 13 години, да го погледнеме. И го правам со цел да мотивирам и други деца да почнат да прават убави и корисни нешта. Сцената и поезијата, сето тоа е дел од мене, тоа е Марија, тоа е тоа што сум јас и доколку би издвоила еден од тие активности, би издвоила еден дел од себе. Јас сум Марија Јанчевска, имам 13 години, учам во основното општинско училиште Димо Хаџи Димов, каде што сум 8, односно 9 оделение, бидејќи 2 оделенија ги земам во една година. Стојам за тоа дека ние на овој свет сме дојдени за да живееме со полна пара и да си поминеме најубаво, а секако да оставиме и печат зад нас за нашето постоење. Во иднина нормално повеќе сакам да се посветам на развојот на моето образование, но една моја така желба е да освојам светската сцена, односно да заиграм на Бродвеј или во Холивуд. Би им оставила малку повеќе простор на учениците да ја истакнат својата креативност и сепак можеби малку би го сменила оценувањето, да биде малку пореално. Драги млади, престанете да се давите во политика и пробајте да гледате позитивната страна на животот. Трудете се и борете се за тоа што го сакате, бидејќи вашиот труд еден ден сигурно ќе се исплати. Мојата порака до институциите е дека веќе одамна е дојдено крајното време за да ги постават вистинските темели на вистинските вредности. Треба да ги поддржуваат повеќе младите таленти, за да ние младите не бараме алтернативи во странство, туку секако да живееме и твориме во нашата татковина, бидејќи само преку науката и уметноста се гледа сликата на една силна држава. Јас мислам дека ова заслужува аплауз. Ова беше како говор за избор на председател. Марија, 7 години, дали за окружи број. мислиш? Апсолутно, сосема се согласувам. Се уште е во Македонија. Да. Уште сум си тука. Или да додадеш можеби нешто, не знам. Па видеово искрено го немав гледано од 7 години од кога има излезена, меѓутоа скроз си стојам на ставовите кои ги кажувам таму и сметам дека сепак јас имам останато на истите ставови, меѓутоа ништо се нема променето. Колку младите, вашата генерација, луѓето меѓу кои се движите, се интересираат за политика, се бават за политика или првиот разговор кој што го водите, како да заминете од Македонија? Па би рекла дека самите околности направат да сме подлежни на тоа да ни интересира политика, бидејќи тоа ни се сервира. И кај нас, јас секогаш тоа го кажувам, главни звезди во државата се политичарите, не се глумците, не се пеачите, не се сега додека сум на факултет, баш еден професор постојано ни кажува дали знаете кој е не знам, пример на Вардар кој е капитенот, не, ама знаете кој е министар за ова и ова. Како е тоа нормално? Дали знаете во тој и тој филм, тој и тој актер всушност кој има освоено таа награда? Не, меѓутоа знаеш кои се кандидатите за... Да, кои се во собрание, кои се... Да, нормално, не па знам. тие се на телевизија. Ним најмногу им се допушта да го имаат всушност тој пристап до јавноста. Ние новинарите мора да го знаеме тоа, нели работиме во медиум, но младите дефинитивно не треба, туку треба да уживаат во се она што државата им го дава. За жал, не е како што треба ситуацијата, но да се надеваме дека
ќе биде, а господинот Стериовски сакав да го прашам каква е ситуацијата со змиите моментално. Бидејќи тоа е ваша тема, најчесто нели ве наоѓаме на планините и така помеѓу натаму. жени, прашањето за змиите е многу интересно. Не, сигурно се чувствувам безбедно тука, тоа не се сомнувам, но да зборуваме нели за она што се шегувавме нели пред емисијата и вие си кажавте една интерна шега во однос на тоа со семејството. Така натаму. Обкружен сум со змии. Така, Или прекрасни девојки. Сопругата Татјана, керката Јована и мачката Енџи. Енџи? Да. Интересно име за мачка, добро. Каква е ситуацијата, бидејќи слушаме, читаме постојано? Имаме многу обилни дождови. Да, со дождови. Каква е ситуацијата сега со змиите, со други влекачи и така натаму? Политичката ситуација со змиите е стабилна. Иста, не се менува за жал. Интересно е тоа што во повеќе наврати кога сум гостувал, особено во изминативе 10 години се случува тоа, веќе немаме ние класична пролет, класично проаѓање од зимо во пролет кон лето. Имаме периоди кои имаат изразити екстремни климатски флуктуации. Еве, сега конкретно, денеска, утринската температура беше негде околу 4 степени, што за змиите е многу негативно. Тие температури, особено ноќните температури, им ги активираат механизмите кои во суштина им велат повлечи се под земја, заради тоа што не е поволна климата. Има една интересна шега, вика, како ќе прашате, како змијата кажува демек дали е добро времето. Седи си дома. Дали е лошо времето, се извинувам, седи си дома. Добро, но луѓето се плашат, не знаат. Токму така. Оно што е специфично во овие, би рекал, климатски промени, нагли климатски промени, тоа што сега тие треба да се исхрануваат според нивниот животен циклус, треба да се исхрануваат интензивно и да се подготвуваат за процесот на репродукција. Кога имате периоди во пролета кои се исклучително ладни, да речеме сега 10 дена, тоа значително ќе пролонгира репродуктивната сезона, што значи дека е вообичаено да имате после ваквиот период интензивна појавност, односно тие треба да излезат, да почнат да се хранат и да почнат со процесот на репродукција. Тоа е она што граѓаните веќе во изминативе неколку години наназад во пролетниот период многу почесто ги гледаат, за разлика од една деценија или повеќе наназад. И од тука средбите кои се случуваат со змиите се непосредни. Дури во периферните делови на урбаните средини, како што е градот Скопје и други градови од нашата земја. Сето ова знаење и умење се темели на вашата професија. Да го објасниме терминот херпетолог. Бидејќи она што го знаете, бестрашни сте кон змиите. Си прави муабет господин Остериевски со нив, сигурна сум. Во Македонија муабетот со змиите може да се толкува поинаку, така да споделете нешто. нешто. Што немате страх, да. Што значи херпетолог? Значи човек кој во суштина ги проучува влекачите. Односно, тука во денешно време под ова констелација влегуваат и луѓето кои ги проучуваат и водоземците, иако батрахолози се тие, а херпетолози се оние кои ги проучуваат влекачите. Мој фак во изминативе 26 години е токму тоа. Се постави за задача да ги проучам влекачите кои се во нашата земја. На почеток тоа беше, да не речам, непознаница во рамките на Македонија. Многу малку податоци постоја за оваа класа на животни, но после 26 години веќе имаме национална црвена листа, односно одреден конзервацијски статус за сите видови и на водоземци и на влекачи. Имаме една респектабилна наука која можам да речам дека пред 20 години беше само мисловна именка.
Она што е интересно за влекачите посебно, еве за змиите најконкретно е тоа Какви типови на змии имаме, особено во Скопје и во Македонија? Затоа што во јавност има најразлични информации. Стравуваме особено од отровните. Заминуваме на водно. Во Охрид ги имаме водните змии кои што може да ги сретнеме во езерото непосредно и додека пливаме. Така да при Спанското езеро какви типови на змии имаме во Македонија и во Скопје конкретно, затоа што постојано ни бранува информација сретнав змија во аеродром. Значи, буквално на површина на која што Фала е... Богу, нисам сретнала до сега, ма еве да знаеме дали треба нешто да направиме во моментот што да направиме. Какви типови имаме? Македонија со својата централна положба на Балканот има богат диверзитет со видови. 16 видови на змии се присутни кај нас. Оно што е интересно во изминативе последниве 2 години, во едни надписи кажуваме 3, во други надписи кажуваме 5. Значи, тоа што е научно е следново, дека имаме 3 вида на отровни змии кои се од родот випера или лутици. Тука се поскокот, остроглавата шарка и обичната шарка. Поскокот е тој што живее во низинските делови, до 1400 метри надморска висина. Овие два вида на шарки кои ги споменав, тие живеат во високопланинските пасишта. И имаме 2 вида на смокови кои имаат отровни заби. Ги сметаат, има една интересна констелација од едни наши автори претходно, полуотровни, заради тоа што задните заби им биле отровни, не предните, односно отровните заби им се позади. Меѓутоа, тоа се едниот е малполоновиот смок, другото е мачјата змија. Тие змии имаат отровен апарат и се отровни. Меѓутоа, потентноста на отровот кај овие 2 вида на смокови и плюс остроглавата шарка и шарката, за нормален човек се мали, значи не има отровот потентен за значително да го загрози човековото здравје, за разлика од поскокот. Се тоа што го кажувам, се става настрана доколку некој бива каснат, а е алергичен на змискиот отров, тогаш во било која од овие видови да ве касне, треба во најскор можен рок да се појавите во моментот нешто на самото место треба да направиме каде што сме каснати, не дај Боже. Може да се направи блага подврска, значи подврските се прават со цел да се забави циркулацијата, не да се успори, заради тоа што ако многу се стегнеме, едноставно можеме да направиме повеќе штета него ли добро. Она што е дури и поскок да не касне, тој отров не е потентен како кај некои тропски видови, значи имаме доволно време да стигнеме до најблизок медицински центар, каде што медицински лица ќе ни аплицираат серумска терапија. За да не се случи нели не. Кон она што е значи покрај овие 5 вида, останатите 11 видови на змии се потполно безопасни за човекот. Така, може имаме да се 2 вида на змии кои се главно ловат во вода, па се дистинцирани како водни и многу често може да се видат во акватичните системи. Иако имаме и други видови на змии кои може да влезат во водата едноставно да ја поминат препреката. Додека зборуваме за гостинките, да не се сретнале вие планинарите или пешачите, не знам, сте имале некоја случка? Сте виделе? Да, сум видела и на пешачење и нормално во Охридско езеро. Во Охридско езеро ги имам. Како реагиравте? Јас немам проблем со змии, јас имам проблем со инсекти. Интересно. Марија? Со се имам проблеми. Мој тип. Значи, мислам дека вака имам алергии на еден куп работи и избегнувам такви прошетки во природа, искрено. Така да, што си е сигурно? Што си е сигурно си дома си седам. Ама немам некој искуство со змии. Дај Боже, така некој Мислам, остане. не, директно. Да. Професор Бети, како што го слушаме, како зборува Боголјуб и страста кон она што тој го работи, верувам дека со иста страст и вие зборувате и пред студентите и за она што секојдневно го предавате. Па еве, споделите ни за вашата страст, за почетокот на истата и како станавте она што сте денес. Интересно. Јас од мала знаев дека сакам да станам професор по математика. Тоа е многу интересно. Сакав да бидам професор и сакав математика. Мојот пат е интересен за тоа што по завршувањето на основно училиште во Песталоци се запиша во средно медицинско.
И тргна мојот пат ќе бидам лекар. После втора средно реков не, јас сепак сакам математика многу, отидов во Крчагин, бидејќи тоа во тоа време беше единствената гимназија која што е поим за математика. Отидов таму, успешно си ја завршив годината, па потоа 4-та година средно завршив во Америка. Таму исто така ми беше математиката омилен предмети, бидејќи во тоа време се бираа повеќе, значи не беше математика, туку беа алгебра, геометрија, тригонометрија, калкулус, повеќе предмети. Имаше можност за избор на сите тие што мене ми беше, вау, ја може да си изберам што сакам да си учам. Таму одев на надпревари, исто така многу успешно и добив понуда од неколку универзитети со стипендија, но јас сакав да се вратам назад. Да беше сакам тука. Дали некогаш сте се предомислиле за одлуката дека се вративте во Македонија или секогаш е вашата одлука дека е исправната одлука? Од оваа гледна точка мислам дека исправната одлука. Имало периоди кога сум мислела, а што ако бев таму сега ќе беше вака така, ама понекогаш потешкотиите што ти се наоѓаат на патот ти прават поголем притисвик за да успееш во нештото. Не знам, барем јас сум таква. Кога имам препрека, викам јас морам да ја поминам препреката. Не застанувам, значи морам да ја поминам и тоа некако ми дава елан за понатаму. Што знам, така јас го гледам. И потоа се запишав на Природно-математички факултет, го завршив како најдобар студент, прогласен најдобар студент по математика и се вработив на Технолошко-металуршкиот факултет. Тоа ми беше прво вработување и до ден денес сум таму. Така. Денеска ги инспирирате студентите, има многу инспиративни предавања и едно што успеав да го погледнаме, што можат математичарите да сторат за вас? Интересно прашање. Мене математика никогаш не ми одеше во училиште. Секогаш професорот по математика ми ја поправаше оценката само заради останатите дека ми беа петки. Така да што математичарите можат да направат за нас? Математичарите прво може да направат и многу за да се вклопат во тоа што другите го работат, за да знаат каде да ја применат нивната наука. А дека можат многу да направат. Тоа беше ова видео што ми го кажувате, веројатно е пред неколку години. Така. Тогаш беше многу актуелно дека примената математика и тоа како е неопходна во другите науки за да се издигне квалитетот и нивото на тоа што го работат другите. А денес, посебно со вештачката интелигенција, математиката е незаменлива. Значи, секоја наука, не можете да замислите вие некоја наука што е добра и високо квалитетна, а да нема внатре примената математика. А да ве прашам, некои прашања кои што кружат најчесто меѓу родителите, бидејќи една од ќерките веќе ми оди на училиште, дека многу работи можеби не треба да се учат. Дека можеби веќе не се толку потребни како порано, дека се уште се учи математика според некој друг систем кој што бил порано. Дали се согласувате со тоа? Дали сметате дека можеби треба нешто да се промени, некои работи да се изостават? Најчестите коментари се кај ќе ми притребаат мене дропки, пример, или не знам. Реалноста е таа. Да, ова кај ќе ми притреба ова или кај ќе ми притреба она, оној што не знае што е, така нема да знае дека ќе му притреба таму и таму, затоа што не знае дека е вградено тоа во нештото. Тоа е една работа. Втора, во однос на образованието, да, мислам дека треба да се менуваат многу работи, но самата програма како програма може да биде малку понавака, понатака. Поентата е наставникот како ќе ја предаде таа содржина и како ќе го научи ученикот или како ќе го мотивира ученикот да извади најдобро од себе, за да тоа го научи. А дали е програмата по овој пат или по оној пат, мислам дека да влие, ама не толку многу, колку наставникот. Да, професорот, наставникот е многу важен. Мислам дека сите ги помниме предметите, според тоа како наставникот, професорот ни предавал и сме го сакале или не сме го сакале тој предмет. Марија, кај вас како е? Се согласувам. Јас завршив средно во Јахја Кемал и се сеќавам македонски јазик, пример. Јас и претходно, баш поради професорите што ми беа во основно, почнав и да пишувам, издадов 3 збирки поезија, книги. И се сеќавам, баш таа љубов ми продолжи во средно, иако не верував, баш поради професорката. По македонски јазик. Да, навистина, еве и јас македонски исто така многу го сакав, дополнително заради професорката во средно, така што верувам имаме сите некој професор, наставник кој што ќе го паметиме цел живот. Така. И образованието го имаме извонредно. Само треба да имаме професори кои што како професорка бите ќе мотивираат за тоа што учениците ќе сакаат да го совладаат. Но кога сме кога сме кај учењето и кај она што сакаме да го научиме. Колку, Марија, вашата професија се учи на драмски
драмски факултет сте, за да во идно време бидете успешни во тоа што го работите, но колку е талент или едноставно професија која вистински може да се научи? Па еве ќе бидам искрена, јас пред да се запишам на факултет, бидејќи имав поприлично доста претходни искуства, постојано велев, добро, еве сега ова сум го правела, зашто додам пак да го учам? Меѓутоа сега од кога веќе сум втора година на факултет, апсолутно сваќам поентата на факултетот и потребата од тоа високо образование. Во однос на тоа дали станува збор за повеќе за работа или за талент, би рекла дека тој жар што треба да го имаш во тебе е талентот, но работата е тоа што ќе те однесе чекор подалеку. Нашата професија сама по себе дали се учи, па би рекла дека не се учи, но се запознава и многу полесно можеш да и се доближиш, доколку ги разбудиш и ги осознаеш вистинските алатки во себе, бидејќи како актер ти секогаш влечеш од самиот себе. Така, и мораш да ги имаш освестено некои работи и некои алатки како да стигнеш до некоја емоција, а тоа секако нема да ти се јави на сон, туку треба преку работа да стигнеш до Кој ви е омилен професор кога сме веќе кај драмскиот факултет или неблагодарно прашање да се издвои, бидејќи сепак сте втора година, кој најмногу ви инспирира или тажите затоа што веќе е во пензија, а бил извонреден професор кој оставил печат на многу генерации? Па јас имам среќа да сум обкружена со навистина професори кои секојдневно не мотивираат, мислам да работиме и во однос на професијата и го споделуваат нивното искуство. Би издвоила професорката Кери по танц, Кранаря Невзати и професорот Ангел Чилиевски кој ми е ментор. Исто така навистина Менторите се најбитни. Да. А и претходно мислам од претходни искуства од професионални проекти, ментори со кои што сум соработувала како Снежана Коневска Руси што ви беше пред некој ден. Да, беше Да. Па јас со неа имам почната уште од многу мало, од 8 години имав првата представа со неа и неа би издвоила како еден ментор кој баш ме пратеше. Поздравувам ако не следи секако ја денеска, поздравувам. Еве сега во понеделник имаме представа во МНТ заедно и некако таа беше таа која ме следи низ годиниве, еве веќе 12. Па добро. Страшно. Супер, одлично. Значи, сите што ги спомена се извонредни во својата професија. Верувам дека има други и ќе има понатаму. Да. Допрва доаѓа твоето време, бидејќи имаш само 20 години, така што држиме палци. Така. Професорке, ни стигнува крајот на учебната година и најчесто крајот на учебната година ги поттикнува младите кои треба да изберат универзитет. Еве, Марија е на Драмскиот универзитет, но многу млади кои што се на својата раскрсница. Како вистински да се одбери, зошто Финки е универзитетот кој треба да го одберат или Технолошко-металуршкиот факултет на кој сте вие? Да, Многу се актуелни и двата универзитети. Се актуелни и двата универзитети, особено Технолошко-металуршкиот факултет од минатата година има пораст во Така, и тоа ме радува. На бројот на студенти. Некако денес во светот инженерската наука, посебно технологијата, металургијата што е кај нас, се многу барани и платени професии и кај нас и во светот. И прво јас би кажала секој да се слуша себе, што сака да прави. Од она што најмногу можеби во светот, сега да кажам, или кај нас како тренд некој што постои е побарување на инженерски професии. Мислам дека има голема потреба, веројатно потребата си го прави своето да младите размислуваат во таа насока. Јас се надевам дека имаат можност, особено сега со сите отворени денови, да се запознаат со се што нудат универзитетите, факултетите, да си го одберат своето. Јас можам само за мојот факултет да кажам дека сигурно нема да сгрешат доколку го одберат. Бидејќи кај нас има и стипендии што се нудат за секоја професија што ќе одберат, а и има голем избор на професии. Така што кој е најбараната од вашиот универзитет? Од нашиот факултет или од нашиот факултет? Од нашиот факултет најголем број студенти во последниве, да кажам, 15-20 години, прето дека јас сум таму, се на насоката прехранбена технологија. Така. Сега и биотехнологија. Огромен поздрав до професор Јана Клопчовска. Еве ја поздравувам, да, таа ми е колешка од факултетот. Таа е точно од таа насока, значи прехранбена технологија, биотехнологија, текстилот е исто, некој што имаете така повеќе студенти, ние имаме и нови насоки. Значи цело време тоа динамички се менува, нели? Имаме нови интересни професии за материјали кои што се и таму доаѓаат и
доста квалитетни студенти, бидејќи се запознаени за таа насока преку надпревара што го правиме за средношколците традиционално секоја година. Со модна ревија, со убав надпревар, така. Точно, модна ревија е текстилот, материјали во смисла на нели керамички материјали, метални материјали, полимерни материјали и така натаму. Значи такви материјали, наноматеријали се исто така многу интересни. Бидејќи сакаме да бидеме во тренд, од оваа година акредитиравме една многу интересна програма металуршко дигитално инженерство, кое што е спој, интердисциплинарен спој на металургија, хемиско инженерство, вештачка интелигенција и предприемништво, и туку учествуваат професори и од ФЕИТ, и од Машински, и од Економскиот институт, и нормално најголемиот број се од кај нас. Колку да се негираше вештачката интелигенција, но веќе не можеме да го правиме тоа насекаде во светот, па и кај нас, така што мора да ги земеме добрите страни од сето тоа, како така било и со интернетот, нели? Така, вештачка интелигенција е тема која што може да се зборува од сабајле до вечер и пак да нема некој исход, но секако е неизбежна и е добро да се применува. Работата е како да се применува, како да се развива и затоа што може да се злоупотребува, нели сега. Така. Тоа сакав да кажам, значи добрите страни на младите да им се кажат кои се, да не се злоупотреби, па и на повозрастните. Ете така. Малку околу екологијата. Македонско еколошко друштво, со што се занимавате, што правите? Постојано говориме на оваа тема, но некако како да не се променуваат работите, постојано гледаме се освен однесување соодветно на екологијата. Ке започнам со тоа што во практично во моментов јас пловам во, би рекол, независни води, иако сум активен соработник со Македонското еколошко друштво. Меѓутоа, заедно работиме на она што се вели унапредување на еколошката наука во оваа земја. Интересен е фактот што како доаѓа новото време, наспроти фактот дека луѓето треба да се повеќе свесни за значењето на непосредната животна средина, за унапредувањето на истата, кај нас некако тоа оди во еден ретрограден процес, одиме некако наназад. Општо се вкупната свест во екологијата е на многу ниски гранки. Од она што го знам преку истражувања кои се правени на репрезентативен примерок на ранг на национално ниво, практично луѓето се свесни дека екологијата е важна за нивната животна средина, дури е важна за тоа каде живеат, да имаат чиста средина, да имаат квалитетни услови за живот. Меѓутоа, кога доаѓа во моментот акција, каде што треба секој чинител, секој граѓанин да превземе нешто околу сето тоа, малкумина, едвај 15% од сите граѓани во држава кажуваат дека би се вклучиле или би направиле нешто што е некакво унапредување на екологијата генерално. Она што е многу интересно, што во суштина, иако во едукативните процеси, имам керкичка која будно ја следам во однос на оној предмет кој ми е мене омилен, тоа е природните науки. Биологија, така. Да, таму имаат теми и се обработува од најмали нозе веќе, што, например, ние не сме го имале кога јас бев во основно училиште. Но се повеќе гледаме поразителни слики насекаде од непотребни депони, непотребни уништување на природата, се почесто сме сведоци за еколошки хавари, нешто што во суштина кажува дека сепак она свест не само кај граѓаните, него и во системот е на некое незадоволително ниво. Да, тажно е што човекот е за жал последица на се она што не се случува и климатските промени многу малку се зборува за нив, се главна последица на промените, но за ова и многу повеќе ќе зборуваме по рекламите. Верувам како и досега, така и одсега ќе го задржиме вашето внимание, бидејќи имаме извонредни гости. Не се политичари, но и те како оставаат печат во македонското општество многу битно. Останете со нас.